Добро вечер за градоначалникот Митко Јанчев во студиото на РТК и на КТВ. Добро вечер, благодарам на поканата. Во рамките на ова серија на емисии завршуваме вече да се отворено за, почнуваме летни разговори ова лето. Намерно викнавме како последен во ова серија на емисии со познати политичари, меѓутоа вашето место во системот во кој што живееме е многу битно. И така јас оценувам и сметам дека да исто го мислат и поголем дел од граѓаните и посебно оние кои го дадоа глас за вас минатата година. 6 месеци повеќе помина од вашето практикување на оваа функција. Дали сте лично задоволен до сега? Да, благодарам за прашањето, значи апсолутно да, задоволен сум од континуитетот кој што го одржавме и го одржуваме во делот на функционирање на општина Кавадарци. Добре. Поготово во комуналната изградба. Значи комуналната изградба има континуитет непречен. Голем дел од програмата која што ни беше предизборна, вече проекти ги имаме завршено. Другите се отпочнати и мислам дека динамиката оде во прав правец. Нема да ги именувам сите проекти, скоро секојдневно комуницираме на темите со проектите, меѓутоа би спомнал дека 3 крупни проекти беа завршени. Тоа беше градскиот зелен пазар, еден крупен проект кој се заврши за неполна година. 5-та мини хидроцентрала која што е во полна пареја и си функционира и работи во една енергетска кризна година и прав погодок за општина Кавадарци и за жителите. Фотоволтаици кои што ги поставивме на 10 институции се во фаза на доинсталација на самите институции за производство на електрична енергија. И отпуштувањето на КВФ од грандот од 2,2 милиона евра, вече интензивно се работи. Дисанска улица проширувањето, Западен булевар, се довршија други улици кои ќе бидат почнати, подпорни зидови. Во моментот се работи на колекторски систем во Возраци во завршна фаза. Се отпочна патот за Дреново реконструкцијата. Отпочна пат нов за градење во село Бокула и до Бокула, кој што уште не е званично објавен. Во населба Бел Камен неколку улици, така намислам дека едно добри 30% од новата програма се завршени. Не само тоа, и во делот на образованието, сите училишта ги дореконструиравме, спортски сали се изградија, така да мислам дека движиме во прав правец. 3 јулија кога реализираме емисијата, кога се емитува, почнува летото. Ќе стоиме ли во место или ќе работиме нешто јули и август месец? Апсолутно ќе работиме под полна пареја, бидејќи како општина, како и секоја година, тековното работење на општината го запазуваме. Тоа значи дека негде октомври-ноември ги прибираме сите оние барења на местните и на урбаните заедници и капиталните објекти на општината кои што директно ги имплементираме во самото општество. Ланста година беше малку подоцна во ноември, тоа заради изборите кои што ги имавме. И сите тендери кај нас се веќе оперативни. Имавме среќа да покрај рецесијата на многу продукти, градежни материјали и дигањето на цените, да скоро секаде добиеме изведувач во делот на секој еден тендер. Така да изведувачите во месец јуни до 15 ќе бидат воведени во работа. Самото воведување во работа значи дека комуналната изградба месец втора половина од јуни, јули и август ќе биде со потполен интензитет во делот на градењето. Тука би ги споменал Западен булевар, проширувањето веќе изведувачите одбран договор склучен треба да отпочне да се работи, тоа е од Желков дол до Кавдаречки дол, една 25 милиона денари инвестиција. Лазаревската улица од Клинска поврзување заедно со Методија Ѓуровџикот по Сратот, 20 милиона денари инвестиција. И улицата Младост ми се чини дека со Његош дека е Глиш Марена. Да, точно тоа се 3 покрупни проекти од над 20 милиона денари, веќе се одбрани изведувачите, договорите се во фаза на случување и отпуштување со работа. Семафорски решенија ќе додадеме на капелата, на самата раскасница, пошто е доста небезбедна. Така е, точно. И уште едно семафорско решение на улица Шишка, поготово кај и болницата, заедно со пешачки премин.
Во село Марена имаме до работки за сортирање на повеќе улици, во село Сопот се проектира спортска сала, во Дреново се проектира спортска сала, во Возраси и Глишич исто се проектира спортски сали, во Вача спортска сала не е во завршна фаза, градскиот базен кој што треба да биде пливашки базен е во фаза на тендерирање преку агенција за млади и спорт, малку ни доцнат, меѓутоа со ребалансот кој што владава сега треба да го имплементира, ќе биде распишен тендерот и работиме на 3 покрупни проекти, тоа е поврзување на Долни Горни Дисан со улица Дисанска, која што прошируваме во Ќе биде ли моментот. конечно таа работа? Ќе биде заедно со општина Неготина, потпишавме меморандум, ќе помине на совет и тука мислам че имаме голем благодет. Брушани цевководот, односно водоснабдувањето на Брушани, веќе има и повик за сите жители таму и оние кои што имаат викендици да се обратат во јавното предпријатие да добијат приклучок за вода. 750 приклучоци во Брушани. Малте не едни големи проекти кои што макотропно ги работивме во овој период и за Биколница веќе е во фаза на тендерирање за проектна документација и одобрување на проект. Колку километри е таа обиколница? Целокупната Биколница вклучувајќи од Витачево до Југокомерц и од Југокомерц до Дрекслер и од Дрекслер до Маренски уши е 17 километри. Не е баш малку. За најсветле тоа можеби се прави на неколку фази, али е од големо значење за општина Каварна. Има ли пари доволно за сите овие работи? Пари во општината со нашето работење и менаџирање заедно со сите служби и во урбанизмот, и во делот на градежно земјиште, и во делот на само придонесите кои што ги имаме од собствени ресурси, има пари во општината. Тоа значи дека сме ликвидни, очекуваме поголеми средства да ристинат овие периоди од неколку поголеми крупни проекти кои што веќе ги дадовме на јавни аукции. Така да само еден податок од целокупниот буџет за првиот квартал имаме реализација на 117 милиона денари буџет. Што е добро. Што е одлично, 50% буџет го реализиравме за едно 3 месеци. Така да делот во оговарањето на немање пари, немање ликвидност, должности работи, не основано комплетно, така да во добра кондиција. Сега се Боносов ве напаѓа на таа тема. Кереј, не очекувам поинако да биде тоа, не очекувам да ме фалат, и па најмалку сакам да ме фалат, затоа што јас не работам за СРСМ, не работам ниту за ниједна политичка партија во мандатот, работам за граѓаните на општина Каваци. Моето работење за граѓаните на општина Каваци ќе биде транспарентно према секој еден граѓанин, без разлика од која политичка партија, вероисповед или било како, така да најкомпетентни се граѓаните да кажат за цело. На последната седница на Советот на општина Каваци градоначалникот беше доблесен и ја прифати иницијативата на Левица градинките да бидат бесплатни од ова есен. Тоа е голема работа. Навидум не е, меѓутоа е голема работа, ако не друго, нека не запарите за начинот дека градинките во Каваци се бесплатни. Што ви натера да се сложите со нивните иницијативи? Па гере, јас размислував на таа тема и претходно, иницијативата беше поднесена од Левица и ја прифатив како иницијатива за тоа што сум кажал, секоја добра иницијатива која што во интерес на општеството би ја прифанал за тоа што немаме потреба да се надмудруваме кој ја поднел и како ја поднел. Така и дискутиравте на седница. Да, тоа беше и дискусија на седница. Само ја додадов уште неколку суштински сегменти во самата иницијатива. Кој може да носите на и право? мислам дека ги прифати и Левица и се гласаше тоа како И така. што да се ги прифати, да. Да, значи прво да споменам да кажам дека со моите доаѓања капацитетот на градинките беше 550 дечиња. Добро. Во моментот нашите градинки, со ново изградените градинки и доградувањето на другите градинки по села и по град, имаме 1350 деца капацитет. Споредбено со една општина што во добра кондиција, општина Куманово на 110.000 жители, капацитет во градинки има 570. Значи ние на 40.000 жители имаме 1350. Значи оној крупен залах во делот на градењето, реконструирањето и оформувањето на градинките го заврши. Тоа го осетив во првиот мандат. Во првиот мандат кога одевме со луѓе да се видиме и кампања, верувате дека многу бареја беа за запишување на деца во градинки, кај што едноставно ми беше незгодно и срам да примам такви ургенции за детето да се запише во градинка, за да можат родителите нормално да функционират и да додат на нивните обврски. Како нормално. Ја тоа мислам дека не треба да биде ургенција, тоа треба да биде нормален составен дел од животот и тоа ми беше посветеноста и направивме да имаме 1350 дечиња упишани во градинка. Сега уште еден чекор повеќе. Вториот чекор ќе биде оваа
година при крај треба да доградиме градинка во село Дреново и во село Сопот. Браво, браво. За да можеме да ги дисперзираме, да не патуваат по 5-7 километра дечињата заедно со родителите и во овој момент ослободувањето од парципацијата, тоа сепак е една парципација Така, од 1430 денари ми се чини дека во градинка, ја го условив да биде со семејство кој што зима помалку примања од нето просечната плата. Тоа е 31.000 денари прилика. Добро. Да, пример некои што имаат примања над 30.000 денари по човек, по семејство, мислам дека имаат можност да се платат парципација во градинка. 1400. Сега, ако 20 вработени зимаат по 19.000 денари, тогаш во тој случај ќе бидат ослободени од парципацијата, така да мислам дека е добар да има еден таков репер за критериум и нормално тука беше замолницата во делот на централната власт да се ги исполнува врските за давање на решение и блок дотации за плата, пошто тие дечиња некој треба да ги чува, да ги негува, да ги воспитува, да има технички персонал, а тоа е обврска на... Треба да знаат гледачите дека вие сега им давате плата на тие воспитувачки. Тоа не е тајна, значи ние имаме негде околу 47 вработени во градинките заради енормното зголемување на капацитетот на градинките. Добро. 47 вработени се на вработување преку агенција за временно вработување финансирана од општина Кавац. Тоа е на годишно ниво 18 милиона денари. 18 милиона денари општината одвојува средства од сопствениот буџет за плати во градинките. Ја верувам дека до крајот на годината тоа треба да го испегламе да се бидат сите под благодатација. Да, јас верувам дека така бидејќи тоа не може да продолжи во неdogled. Па не може затоа што не е нормално, затоа што ние како локална самоуправа си ги исполнуваме нашите обврски према законите и прописите, а државата треба да си ги исполни сите обврски што ги има по делот на нивните законски прописи. Дали приемот на оваа иницијатива од Левица значи дека вие продолжувате со вашата генерална политика на соработка со партиите без разлика од која провиненција доаѓате ако се работи за нешто што е добро за граѓаните? Па да, без разлика дали тоа од опозицијска партија, дали од левичарска партија, или од наша партија, има многу работи и ситуации кога јас и од мојата партија на координација не сум ги прифанал и сум ги аргументирал дека треба да бидат прифатени и сме дошли до решение зошто да не. Има работи кои сме ги прифатили од граѓанството и од урбаните и од местните заедници, меѓутоа нормално и од политички партии. Сепак тие политички партии доколку се конструктивни и размислуваат нормално за општеството, а не бидат обструктивни во делот на општината или на било што, идеите кои ќе доаѓаат нормални треба да се разгледуваат и прифатат во делот на имплементација нивна во општеството. На крајот оваа седница за прв пат се случува тоа, направивте сублимат на цела седница и вие од ваш агол кажавте како гледате на плодната работа на Советот. Што ве натера да се јавите на крајот на седницата? Што ме натера? Ме натера прво да поттикнам и да повикам на конструктивност на работењето на советниците, затоа што сите тие советници се наши жители од општина Кавадарци и нивното живеалиште е тука и треба да придонесуваат во делот на општината. Многу пати сегашните советници укажуваат о социјалдемократскиот сојуз што било во претходен мандат. Добро да е било. И јас тука сум дециден и кажав дека некои од тие немаат легитимно право да зборат за претходен мандат затоа што претходните советници носеа одлуки. Да, вие ги пофалите една седница. И ги пофалив и пак ќе ги пофалам сега затоа што беа објективни, конструктивни и носеа одлуки за општеството. Сега се случува да работа кога носиме буџет, го гласаме буџет, го пофалуваме буџет, а гласаме воздржан. Значи имаме работи кои што сепак се е легитимно право да гласа кој како сака. Што нема логика некоја. Ама логиката не ја гледам и тоа е за мене не е нормално понашање и тоа ми беше мотивот да излезем и да кажам на една ситуација, а поготово вчерашниот ден што помина во делот на лозарството, каде што првично кажа советникот дека тој како советник од Социјалдемократскиот сојуз ја иницијатирал средбата и дебатава со лозариве, на крај излезе дека не Социјалдемократскиот сојуз ја иницијатира како партија и за мене тоа не е во ред. Значи не бев поканет на средбата, ниту нашите пратеници, ниту нашите советници, ниту јас како градоначалник и затоа му кажав и покажав дека одговорноста која што ја водат како централната власт преку него како председател на општинска организација се ја земат во целост. Пошто не учествуваме во ниедна работа, не учествуваме во
кроењето на политиката во делот на лозарството и винарството, тогаш ние сме немоćни и не можеме да преземеме одговорност. Јас сум само на страна на лозарите и ќе ги застапувам до крајна граница додека не постигнеме она што значи нормално. Ако денеска имате во продавница масло од 170 денари домаќинско масло и ако имате не знам патлиџа на 200 денари и крстајици од 150, па до кога ќе биде грозиво од 12-14 денари? Дали ова не е продукт кој што не зависи од другите реагенси, енергенси кои што треба да се влозат? Возење, носење, плаќање, дневници, заштитни средства, од гориво, од работна рака, од аргати, значи комплетно. Значи мислам дека лозарството во моментот е единствената работа и грозието, ако остане на оваа цена ќе биде поголем на година, ќе биде последна година за лозарство. И ние не бевме поканети на оваа седмицата, но Тиквеш не покани на винарската визба и таму беа предложени 16 со 12 денари. Што мислите за овие цени на Тиквеш? Не можам да разговарам паушално. Добро. Значи прво што е тоа 16, што е 12. Кога разговараме за цена на една сорта на винска за грозе, која што се претвара во вино, има многу параметри. Параметрите се технолошка зрелост, шеćerност и цена. Значи ако е 16 денара за 22 мелигана, значи тоа е нереална цена, нереални мелигани, значи реалната цена е 11. Така да кога се кажува цена, се кажува не паушално, се кажува со сите параметри кои што треба да ги содржи една сорта на грозје. Знаете ли дека порано бербата на грозјето се правеше, се категоризираше врз основа на реонот, каде што е грозјето. Значи не може да се бере во Ресава, Беглиште и во Сопот во исто време. Треба да има грозјето технолошка зрелост, да ги има тие малигани од 22 или 24, па тогаш да се објави берба на грозјето. Сега се работите извртени наопаку. Гледај, кога купувачот, во случајот било која винарска визба, ги поставува критериумите и ги поставува условите за какво да биде грозјето, работава што од тука е извртена. Старта е извртена, да. Старта е извртена, а да не зборуваме за цена. Значи, ние немаме авторитет постигнат како здружение и како земјоделци, за да бидеме третирани соодветно пред Министерството за земјоделие, пред агенцијата, пред државата. Второ, државата веројатно нема механизми и Министерството за земјоделие за поставување на законска регулатива на земјоделието, поготово лозарството. И ако стратешки производ е нашето вино и грозје, во тој случај не ја гледам причината зошто да ова не биде стратешки производ со регулирана цена, минимална и максимална. Ако вие сакате да произведете 300 кг вранец по декар и да добиете 24 милигана, повелете, произведете го, добиете. Меѓутоа, тоа е несвојствено, неприродно за еден лозов насад. Се знае дека приходите од лозов насад треба да бидат од 1300 до 1600 кг по декар. Декар, да. Така да тука не гледам никаква друга причина дека ние сега ќе учиме да произведуваме грози. Не. Мислам, не сме толку заостанати. Проблемот е у тоа што винарските визби ги поставуваат критериумите, а штом ги представува критериумите оној што го купува производот, тогаш виќе немаме да имаме никогаш цена, а цената е најбитната работа за обстанок на самото лозарство. Знам дека не би во ингеренција, меѓутоа оваа тема е неизбежна да ве прашам и за следново. До сега Тиквеш многу ретко излегуваше со собствено размислување, анализа или пак цени. Најмалку за цени. Он тие во последен момент даваат цени на грозјето. По нивната средба со лозарите, не знам со кои лозари, се јавија напредни лозари, се јавија лозаровоштари. Таа цена предложена од Тиквеш не ја прифаќаат. И рекоа дека ова година ќе става точка на таа политика на депласирање на цените или на овој производ стратешки. Мислам дека ова година се решени да одат до крај. Што мислите вие, до каде може да ескалира состојбата со грозјето или откупот на грозјето кај со каваларци? Луѓето се веќе гневни. Да. Ланста година видовме еден немил настан, каде што на 20,9 на 20 милиган беа врачани трактори со вранец. Добро. Луѓето како земјоделци мислам дека немаат веќе живци и трпение за цела ситуација. И мислам дека и малку е ова што го прават. Нека не биде ова потик и мотивација за јас да бидам иницијатор. Не, ќе бидам поддржувач и макар и иницијатор. Затоа што треба да се направи добра анализа. Да се види, ланска година, оваа година, колку коштало
горивото, колку кошта заштитните препарати, колку кошта работната рака, која е цената на грозјето. Кој сака да произведува нешто што е во загуба? А ние од друга страна проповедаме и кажуваме дека даваме субвенции за грозје, субвенции за лоза од нас, даваме зелена нафта, даваме механизација со ИПАР фондови или било што. Ова да е во Грција, ќе биде границата блокирана и нема да помине никој. Така и правиат тие. Тие правиат за одредени производители. Така да во моментот политиката треба да се тргне од лозарите, политиканството настарна комплетно и лозарите треба да имаат свој став, своји критериуми и еднаш за сегаш да се стави крај на цела ситуација. Никој не ограничува кој се меша на тиквеш или на било која винарска визба во малпродажната цена Нема право да се меша никој, тоа е малопродажната цена на виното и на ракијата. Така е. Апсолутно лозарите не се мешат. Не се меша никој. Ама кој благодет лозарот го има што ако тиквеш 50% го покаче спределите враници? Нема. Така да мислам дека тука треба да се направи заеднички партнерски однос. Ако ги биде земјоделците, ќе ги биде и себените буџети да биде добри. Како се напаѓа данокот во општина Кабатаци? Имате ли од овој извор, да речем, добри денари? Данокот Кабатаци го наплаче одлично, во процент на 90-95% годишно и вкупниот данок на имот по основ на физички лица, безправни лица, е некаде на околу 28 милиона денари до 30. Така да немаме... Поредите вака со некои стари периоди? Па споредам со стари периоди, со ажурирањето, значи негде плюс 5-6 милиона само заради ажурирањето на базата. Така да данокот на имот како општина нас ни е на 10-то место по делот на приходи во самите категории што ги имаме. Не е многу миниатурен, ако земете така е 28 милиона данок на имот од физички лица, а годишно плаќаме 18 милиона денари за вработени во градинка, значи 60% данокот отиде во вработените во градинките. Други извори кои се значени, а ги рангирате ако овој 10-то место. Што е тоа што на општината е битно да биде остварено како? Не, општината, сека општина се стреми да има да има средства или да има приходи од дополнителни вредности. Дополнителните вредности општина Кавадаци ги има по два основа во моментот сигурни, тоа се хидроцентралите кои што работат 5. Зато инсистиравте да се оваа работа. Да, како хидроцентрали преку комуналец. Дополнителните приходи сега ги имаме преку фотоволтаиците кои што ги поставуваме на јавните институции и се стремиме кон нешто да направиме плюс дополнителни приходи у делот на заштината која што имаме во основни цели. Примерно пред 3 години го реконструиравме комплетно уличното осветлување. Со самото реконструкција на уличното осветлување, со автоматско палење, гасење, со димирање на светилките, со LED нов модел на светилки, ние заштедивме многу и плачеме сметка од 700.000 денари. А плачевме веројатно плачевме претходно 1.400.000. Тоа е битно. Тоа зборам на месечно ниво. Одржувањето, доста дел од одржувањето го земат. Значи кратењето на трошоците, така. Кратење на трошоци, дополнителни приходи од само финансирање и нормално добро менаџирање во делот на градежно земјиште, во комуналното уредување, во правењето на деталните планови, а тоа придонесува да може секоја општина да аплицира преку плански вардарски регион, биро за регионален развој, странски фондови, амбасади, фондации, агенции за финансирање. Така да мислам дека тука сме успешни како локален економски развој, што успеаме да добиеме доста проекти. Ево последниот проект кој што уште не е официализиран, мислам дека за 2 недели ќе биде и подпишан и договорот. 19,5 милиона денари добивме регионално за 7 општини од Плански Вардарски регион да изградиме во Кавадаци стационар за згрижување на куќиња. Ке биде за работа? Работава е завршена, прв пат е објавено. Проектот едва ме чекаат. Да, проектот е на 5000 метри квадратни. Шепи и така натаму. Шепи ќе биде дел од тој проект и проектот е со 19,5 милиона денари, со операциони сали, со ветеринари вработувања, со шинтерска служба комплетна, со згрижување, со над 140 куќиња во моментот кој што можеме да ги згрижиме и со буџет за комплетна одржливост на самиот проект,
Парцијално секоја општина се парципира колку треба да се плаќа за плати, за храна, за сите работи. Така да решаваме еден горкив проблем кој што прва општина ќе биде која што ќе го рече не само ние него цел регион во Ви Плански честитам на Бардец. поддршката на овие луѓе кои се борат за животот. Овој проблем или ова прашање беше порано маргинализирано. И не само што беше маргинализирано, туку беше и вулгарно направено со убивање на кучините, мачките и се живо што не е човек. Нешто што се граничи со човечкиот ум. И сега вие наоѓате разбирање и вложувате, ве кажувате колку пари во ова работа, што значи имате друг начин на гледање на работите. Гледате, ако се вратиме назад 3 години, многу брзо забораваме. Така е. И тоа е добро кога напретори човек и заборава и дај Боже да живее во се поубаво и се Да се гешува. стреми кон такво нешто. Значи, тие пред 3 години немавме колекторски систем. Колекторски систем беше до самата нова болница, до Северен булевар и тука се излеваа сите фекали, пола град мирисеше и сите надло насел. Така е. Речена работа сработена, направена. Нема да се фалиме за тоа. Сакам да укажам на работи кои што треба. Ако мене ме запрашувате и кажете дали има општина Кавалаци ќе најде 20 милиона денари од собствени средства да изгради таков стационар по европски стандарди, ќе биде тешко. Ќе биде тешко. Меѓутоа за тоа е нашето менаџирање заедно со Вардарскиот регион, со другите општини да успееме тие средства да ги најдеме од швајцарски фонд. Браво. Швајцарските фонд тој кој ќе ги финансира со грант за изградба на тие стационар. Тука веќе нашите трошкови ќе надминат само во делот на одгледувањето, згрижувањето и на вработењето, кој што мислиме нормално да го прифатиме како такво и да функционира. Исто е сега во јавниот превоз кој што сакаме од 1 септември. Тоа е добро, прашање. Јавен превоз, соодветен јавен превоз, плюс 20 автобуски постојки. На секоја автобуска постојка на пола час да има линија, да секој ден може стигне од било која точка до било погледа и која точка. да го чека автобус. Апсолутно, со лед диоди, со нови автобуси. Но одговара на ова криза на бензина сега. И најбитно од се што децата во основно и средно образование ќе си ги возиме сами, соодветно, а не преку трето лице или било како. И уште еден битен момент ќе биде секое населено место во општина Кавадарци, кај што има патна инфраструктура, ќе плаќа исто карта како да е во градот. 40 денара ќе биде или 30, сега не фаќате за збор, превозот по линија, ама тоа ќе биде и од Бошава, и од Марена, и од Глишич, и од Возарци, и од Дреново, и од било кое место 40 дена. Има ли економска вредност? Економската вредност ја добиваме преку превозот на учениците од основно и средно образование. Сега се сетив. Со таа акумулација, со деловни блок дотации од општината, економска вредност ќе има тоа јавно предпријатие или подружница на паркинзи, каде што паркинзи за прв пат не е позитивна. Да, позитивните месеци гледам дека имаме имате. 71 добивка. Каде кај беше проблемот кај? Прво беше во короната. 2 години короната не уби во делот на паркирањето, во делот на функционирањето, не само нас, и целото општество и сите. И мојот став тука е пак дециден. Сите пари што останат у јавното предпријатие, а се работе домачински и економски, ќе ги вратиме во граѓанството. Нема да ги покачуваме цените на паркирање, не, напротив, ќе се потрудиме да ги намалиме, да овозможиме повеќе паркинг места, да овозможиме рампи на повеќе паркинг локации, паркинг зони, камери за обезбедување на нивните автомобили, добро бележење, така да тие пари се од граѓаните за граѓаните. И култура на градот, и ниво, и сето тоа треба да биде. Така се менува и културата и менталитетот. Нема друг начин за функционирање. Така беше со водата, а сега водата, мислам на она што ја користиме дома, сега дури не го зборуваме овој проблем. Ние порано сите разговори во студиото ги работевме, ги правевме за проблемот водоснабдување во Кавадарци. Сега го немаме тоа проблем. Јас морам тука да кажам дека и претходното раководство Таму се вложени големи со Алесандар Панов како градоначалник се вложени доста средства во делот на зима и уште еден запад за водоснабдувањето. Ние продолживме динамиката заедно со германците, со КФФ банка, лани ми се чина 700.000 евра вложивме во нови водоводи и за прв пат општина Кавадарци после 25 години се осмелува да прави нови линии за водовод. Комплетна нова линија во Сопот, Брушански залив со 120 приклучоци. Кажете го селото
Давниште. Добре. Давниште 150 приклучици. Ресава? Ресавскиот залив. Така беше. И сега 750 нови приклучици Тоа во се нови Брушен. корисници на вода. Тоа се нови линии, нови корисници и нова главоболка. Много длабока. Значи нова главоболка од дефекти, од потрошување, од снабдување редовно на вода, така да воопшто не е мала таа работа, али гледа општина ако не се стреме кон тоа и ако не се шири кон развојот на повеќе корисници, тука е виќе пасивизираноста, а пасивизираноста иде во еден економски колапс. Денеска еден чуден дефект се случи во Кадрово мало, под куќата човекот направил деоградба и дефектот баш таму, на тоа место. Тоа е линија, главна линија која што ја обслужува висока зона Кој линија? FI 250. FI 250 линија што го обслужува источниот дел од градот, висока зона, Голиот ток, Брушан и Глишич и други населби. Дефектот го најдоа, го лоцираа, меѓутоа не беа во можност да пристапат да го решат затоа што беше под самата куќа и беше многу ризично да го направат. И јас можам сега да кажам тука лично дека таа куќа веќе е деломно рушена, значи моравме да ја рушиме деломно куќата за да го направиме дефектот за граѓаните да добијат вода, а со собственици на куќата која што е тотално дивоградба направена, че бареме начин како да му вратиме дел нешто во пробитна состојба, али во ниеден случај да не бидат пак над водоводната Има ли линија. такви случаи во Кавадарци? Па, ја верувам дека има повеќе случаи каде што многу куќи се под, односно над водоводна линија. Значени водови до. Ама тоа кога се правило дивоградба, значи Така е. Е Тоа се направено- години поминати, повеќе не години се случи поминати дефектот и кога се случи дефектот тогаш веќе мора се да се делува, али каде комуналици е многу екипирано и добро функционира. Првиот извештај за работа на комуналици е добар. Одличен е. Мислам на новото раководство. благодарение и на старото раководство со начело со Ѓорѓе Попицов кој што феноменално си го заврши својот мандат. Сега и новиот директор со Браданче Клинчаров со почетокот на неговиот Да, гледа, мандат. да, и измени има на Измени другите доста. раководители. И во општината имаме доста измени во раководителите, така да одиме во една позитива. Никогаш до сега со раководител не сме се скарале со управител, не сме се скарале, едноставно мандатот треба да го потрошиш посветено на работењето. Јавната функција е таа. И вашата новинарска Точно, фила е точно. скоро иста. Ако не го потрошиш времето во Нема прав те гледа, че го исклучат телевизорот и готово. телевизорот и после се Нема интерес. тука сила, нема покажување на мускули. Го терате вториот мандат. Ке имате многу работи, многу предизвици, посебно сега што СДСМ се во опозиција. Ви смета ли нивната честа критика на вас? Не, апсолутно не ми смета. Дали ве кочи во демата работа? Е така да кажем. Дали ве кочи? Уште на работа малку треба да помине време и период да ја сочвакам и добро. да не реагирам на некои работи што не се Емотивно. бит. Не реагирам емотивно. Ја реагирам во општина или во јавните предпријатија исто како за мое или за дома или било каде. Затоа Ако се- слушате. Да, ако се скрши чаша ми е криво за сите. Него проблемот е тоа што треба да сватиш дека политиката е таква дека некој мора да напаѓа. Напаѓањата се основани и неосновани, а сега сватив дека некои напади и некои критики не заслужуваат одговор. Така да не морам на се да одговорам. Има многу подобра работа кога другите ќе одговорат во твое име. Така. А тоа нема поголема вистина и поголем одговор кога друг ќе одговори позитивно во твое име. Не зборувам партиски, него зборувам во делот на граѓанството. Нормално прифатив на секоја седница да има советнички прашања. Да, тоа е добар. Јас очекувам Значи, комуникација очекувам да бидам критикуван во делот на не те бива градоначалниче, не градиш, не правиш, не изнесува смет, не ги удоволуваш граѓаните. Тогаш веќе се запрашам каде су. А што ме критикуваат за нешто што не е основно, не постои, апсолутно немам потреба да се вознемирувам во делот на критиките. Критиките сега се добродојдени. Вие не ги примате така трагично. Апсолутно не, меѓутоа не е се исто нормално кога некој те критикува и сме имали позитивни критики каде што биле многу добри, биле навремени и стварно сум сватил дека Вие примате од другите, тоа е некаде сме промашиле во нештото или сме изоставиле па да се исправиме. Тоа е критика кај што би се заблагодарил на таква критика. Тоа не е критика, тоа е укажување. Укажување кој што треба да го исправиш. Светото станува на младите. 12.000 станови ќе се градат или се градат во општина Кавадарци, тоа е баш податок пред известно време, тоа е голема бројка. Дури за Битола и за Скопје како град. 12.000 1200. 1200, се извинам. 1200, да. Се извинам, 1200 стамбени единици.
Нели е тоа многу? Има ли побарување реални за таквата бројка? Нашите информации во делот на урбанизам ги следиме и градбите и ги следиме нормално. И тоа прецизно кажа, нема импровизација, сите работи. Во моментот колку што имаме информации, сите изградени објекти се веќе продадени. Оние објекти кои сега издаваме дозволи, добро, 50% се за нивни собствени потреби. Две големи компании ќе градат стамбени единици за нивни вработени. Јасно ми е. Со нивна политика. Другите кои што да почнат да градат ќе завршат во наредните 3 години. Така не се прави стамбен објект пред 3 години никогу. Динамиката која што има и изградбата мислам дека е спонтана во делот на тие 1200 издадени дозволи за градење нема да никнат утре, неко ќе никнат за 3-4 години. До 2025 да речеме. Па отприлика да. Така да нема да имаме тука некој наплив на презаситеност на пазарот, а тоа го покажува и самата цена дека Кавадац има висока цена на стамбена единица. Ба не, баш ли, над 1000 евра е квадрат. Од 800 до 1050 евра. Така е, точно. Второ, празни станови за издавање малтене Нема. И нема. Нема. Трето, Дрекстер Мајер е тука компанија која што многу луѓе размислуваат да останат и во Кавадац да живеат и понатаму и по завршување на кариерата. Така е. Четврто, ние веќе дадовме налог пред 2 недели нашите урбанисти и надворешни луѓе кои се занимаваат со урбанизам и градежништво да размислуваат за проширување на генералниот план. Проширување на генералниот план после Северен булевар, после така наречените Коински дупки, накај Росоман и односно јужно, источно и западно, ќе го дадат урбанисти како предлог, ќе го разгледуваме, на јавни дебати ќе го разговараме, ќе го оде со одлука на совет и ние мораме да градиме нова зона на проширување на генералниот план за општина Кавадац. Това е добар предлог. Тука влегува и индустријата, влегува и стамбениот дел, и индивидуалното домовење и колективното домовење. Затоа што имаме доста недостаток и на индивидуално домовење. Во Кавадац вие веќе немате плац, маркица за куќа по 25-35 евра. Многу се гради во населбата стадион. Гледам. Во стадион се граде, исто се граде во завчера бев во Белкамен. Тоа е над комбинатот Тиквеш, над градба Промет горе и многу убава бака. Тоа ми е посебно милно место, таму многу мирно место и оние така наречени Коински дупки виќе наликуваат цел град. Тоа е феноменална работа. Така да мислам дека градењето на индивидуални куќи во тие парцели е доста застапено и се бара плац плюс за да може да се шире градот, а тоа ни дава за право, пак ќе повторам, 4% невработеност, добрата работна снага која што има ја нуди Кавадац како град и наталитетот во градот кој што го имаме се зголемува, па и секој млад брачен пар сака да се живее посебно и индивидуално. Да. Така да сега се менува тој ментален склоп, не се татко и мајка, но сака сам да си биде. Нешто што е нормално би рекол за ова. Па и за сите подобро. И за сите подобро. Статистика. Дали сме малку повеќе жители од тие 32.000 или сме на истото ниво според последните цифри на статистика? Кавадац и последната бројка која што беше пред пописот, мисля че не беше околу 37.000 жители. Добро. Сега цела општина. Цела општина. Сега со последните бројки на пописот со плюс минус 10%, пошто уште не е точно официализиран, не видовме бројки, сме некаде блиску тоа што сме биле. Што значи тоа? Дека малку се раѓаат деца? Ако ги земеме во обзир другите општини и раселувањето од Македонија, тоа значи дека ние сме одлични во делот на жителите. Имате општини каде што 30%, 25%, до 40% раселеност. Стварно? Да. И поготово источниот дел, западниот дел. Бараат работа во други држави. Па бараат работа во други држави, се преселуваат у Скопје, веројатно во други градови, така да една Виница виќе наликува на мало село. Стварно. Буквално Виница, Пробишти, Пекчево, Берова се за жалење. Делчево беше град од висок карактер, сега таму е намалувањето многу големо. Значи ли тоа со опоставувањето на градовите дека се менува и вкупната слика економска, па и се отежнува работата на општините? Апсолутно да. Државата сега со новата динамика дава и на блок дотација од 4,5% од ДДВ-то за функционирање на општините. Добро. Им дојдоа како прилог новите бројки одлучни, скоро секаде има намалување, а некаде до 30%, и сега во одредени општини блок дотациите се намалени до 30%. Јасно. Така да тоа го
отежнува целокупното работење на општината. Дали ќе биде кавалаци 37 или 39.000 жители, ние како општина ќе бидеме исти, како комунале ќе бидеме исти и оврстата пак ќе завршуваме како што ја завршуваме. И ќе ги планираме сите наши демизионирања. Апсолутно не, сега ќе дизајнираме да направиме проекција за проширување. Добро. Никогаш не се прави проекција за едно време да се за помалку жители. Сега ќе правиме проекцијата за повеќе жители, така да трошковите се неминовни, али град Кавадарци како град мислам дека има добра перспектива. Добро. Поготово со граничниот премиум. Поготово сега со 2,2 милиона евра комплетен грант за атмосферски канализации, реконструкција на водовод и сите работи. Поготово со невработен 104%. Со функционирањето и на Евроникел, и на ИГМ, и на Тиквеш, и на Дрекстермајер, и на ред други компании кои што добро функционираат. И да го реши проблемот со грозето. И ако се реши проблемот со грозето, ние можеме да живееме многу поинаку од другите во републиката. Сакам да ја прашам дали сте задоволни од овие 6 месеци, ќе терате ли година и 3 години и кусор колку ви станува мандатот? Уште 3 години од овој мандат. Деновите си се бројат секојдневно. Јас само едно можам да кажам и да потврдам дека ние како општина немаме ден кога немаме активност. Кога гледате вие новинарите, кога гледате по Facebook профили и секаде, значи ние имаме 2 до 3 настана од комунална изградба задолжително, плюс од култура, плюс од спорт. Успеавме и спортот да си го спасиме и сите работи ги направиме. Имаме 3 прволигашки екипи и можеме да се гордееме. Тука сум задоволен комплетно. Новите луѓе кои што доаѓаат за работа, апсолутно да. Старите луѓе си ја продолжуваат динамиката. Дали промените предизвикуваат проблеми на кадровските промени? Кадровите промени не предизвикуваат проблеми се доколку се реални, основани и не бидат деградирачки. Мој принцип на работа е да секој еден мандат, доколку е во можност, што си го дал на дали директор, дали раководител, и е врзан за мандат да едноставно си го истроши мандатот позитивно. Деградирањето, ако има уште една година, да го разрешиш пред време, не е основано. Тоа е комплетно деградирање на личност. Така да мислам дека веќе се запознавме доволно добро и со институциите, и со образование, и со јавните предпријатија, и со општината. И во тој дел ниту имаат страхување, ниту имаат нагодување, а најмалку имаме омрза или завидлик, што би рекле старите, во делот на работењето. Секој што сваќа дека зима мандат и позиција за да држи позиција, воопшто на Кавадарци нема да помине лесно. Треба да знае дека треба да се сработи и да се покаже во тоа што го работи. Завршувам со прашањето околу капењето на почетокот на ова лето. Прашувам, ќе работи ли градскиот базен, ќе се гради ли спа центарот? Градскиот базен, моја неофицијална информација дека прво отварање недела, мислам дали ова или другата, мислам дека е ова недела прво отварање. Званично на градскиот базен ќе работи со символични цени. Спортската школа ќе работи бесплатно за децата преку Сојуз за спортови, за учење на пливање и ред други работи. Спа центар со затворениот градски базен очекувам за 2-3 недели агенцијата да го распиши во делот на функционирањето и ова година можеби нема да стигнеме, ама од септември ќе стигнеме да земеме едно туристичко вовче, каде што веќе еве градскиот парк, винската куќа, градскиот базен, брушени населбата, Моклиште 12 другари, Глишич, Марена, каде ќе градиме велосипедска патека и пешачка меѓу. Таму гледам дека се гради нешто. Да, тука ќе има едно градско вовче за децата да се рекреираат и шетаат. Кино на отворено, дадовме на Дом на културата задача да го прават на 12 деца во паркот, на други места, да имаме содржини за прошетки за рекреација на луѓето. И нормално, како град сега се стремиме да културата и сите нивоа ги постигнеме на повисоко ниво. Ова година го спремаме Тиквишкиот грозобер, 2 години го изоставивме ради короната. Кој пејач би го донели? Ова година се спрема Тиквишки грозобер, веќе одлука на Совет донесовме да биде 9, 10 и 11, вториот викенд од месец септември. Баш во септември, се враќаме во септември. Мислам тоа нема да отстапуваме, веќе десетно кажано. Така. Че има многу македонски пејачи кои ќе земат учество во тие 3 дена.
че имаме доста пеачи од страна, поготово од српската екстрада, и мисля, че не дека понеделник, вторник виче конечно ќе се донесе одлука кои ќе бидат главните звезди во делот на настапот сабота и недела како главни настани навечер. Добро. Карнавалот нормално ќе се одржи во недела. Мисля, че во програмата дека ја ставиме да се одржи пред почетокот на забавата, да не биде денски во 12 или 13 часот, пошто се одржуваме со многу високи температури и проблем за дечињата и за сите учесници во карнавалот, да биде во вечерните часови пред стемнување карнавалот и да одржиме таа традиција на високо ниво. Меѓутоа, моето задоволство и ако може да кажем моето его ќе биде исполнето доколку ова година се вразумеме заедно со винаристите визби и постигнеме добра цена на грозите. Тоа би рада се годе. Добра цена на грозите, гледав дека сакате да извлечете што значи добра цена и било како. И 30 денара не е лоша цена. И таа е добра цена. Меѓутоа, добра цена се прави партнерски заедно со винаристите. Лозарите велат 20-22 дена. Значи, ја ги поддржувам тоа и ги поддржувам во квалитет, за квалитетно грозие, со добра мелиганост, со добра шеќерност, да биде и 20-21 денар. 30 евроценти виќе се обезвреднати пари во делот на општеството. Ако пак ќе повторам, 1 литар нафта, а ќе стигне сигурно за прво време до 2 евра, сега евро и 80, стигне до 2 евра, вие за 30 центи килограм грозие греото да не го продаете. А најмалку па за 20 евроценти. Така да мислам дека лозарите барем да ги имат компетентни. Треба државата само да земе заедно со нивните министер за земјоделие. Колку пари би изгубила државата ако го донесе това решение? Државата не треба да изгуби ништо. Според мене, државата треба да ги обедини земјоделците и винарите, и да застане страна на земјоделците. Да стане на страна на земјоделците, нормално со поддршка на винарите визби, и да донеси заеднички компромис дека лозарите треба да ги избараат парите од винарите визби. Ако ние цел време ги бараме парите само од субвенции, нема никој. Тоа се исти наши пари кои ќе ги враќаат назад и правиме дупка во државата на нечија некаква корист. Така да државата треба да се помогне интервентно кај што треба, а цената на коштење на производот треба да го плате оној кој што го купува. И тука нема никаква филозофија во целата ситуација. Мислам дека да, треба добра анализа да се направи цена на коштење на грозието, и од цената на коштење на грозието по сегашните цени секој еден земјоделец треба да има бруто разлика од 30%. Тоа е цената која што треба да биде правила. Ако кошта производство на грозие 15 денари, 30% се 4,5 денари, тоа е 19,5, за да тие 4,5 денари му останат како некаква добивка, да може во едно време и да инвестира, и да обнови лозов насад. Точно е. И нормално да заработи нешто за неговото семејство кој што цела година работи во делот на земјоделие. Завршуваме овде, иако има многу прашања, меѓутоа, ако сакате на крајот да повелете нешто што и не е прашање да кажете. Па гледате, значи јас сакам само да пред се вам ви се заблагодарам за транспарентност и за објективните објави, секојдневното пратење на општината, на јавните предпријатија, на сите. Мислам дека тај... Дури на опозицијата не останала и таа. Опозицијата исто не останала на страна, исто и од вас медиумите. Благодарам. Би посакал да и опозицијата и позицијата имат едно единствено нешто и посветно нека си го чуваат, а нека кажуваат друго нешто, тоа е град Кавадарци и жителите на Кавадарци. Тоа е вашата девиза, вие со неја и почнете политика. Да, одат напред, лозарството се развива како што треба, индустријата да не си ја забораваме и нормално граѓаните се тие кои што Кавадарци е жив град и Кавадарци е град каде што има и топол дух, и има и дружба, меѓутоа и граѓаните си го барат своите кои што треба да го добијат. Одделот на хигиена, по одделот на сите обврски општината, јас гарантирам дека си ги завршува во целост, без разлика на околности кои што ќе дојдат или доаѓаат, и граѓаните ќе бидат навремено информирани за секоја една проблематика. Знаете дека функционираме отворено, работиме и сабота и недела, имаме кол центар од 13-300 број, секој што може да пријави да биде удоволен, 99% да бидеме у коло ставени, одбија не смее да биде никој, макар дека биде нереално барањето да се слуша, и искрено сакам да кажам, ева вака моја лично гледање дека јас сум
доста задоволен и благодарен на сите служби во општина Кавадаци, заедно со сите политички чинители и на јавните предпријатија, а пред се на граѓаните, затоа што граѓаните се тие кои што даваат и земаат. Така. Мандатот е мандат. 4 години мандат го дале. Јас треба да го истрошам позитивно, треба да го истрошам продуктивно и да го смениме ликот на градот и да постигнеме подобар соживот на нашите граѓани и повисоко ниво. Меѓутоа не е само мандат. Граѓаните треба и ми даваат сила секојдневно. Ако таа сила секојдневно ја немаш, јавна функција Многу битен извор од тоа да е. апсолутно, значи јавната функција од ниво на градоначалник нема да може да функционираш. Се сложам со вас. Не се крием од никој, константно сум во градот, си живеам како пред тоа и така си продолжам, така да мислам дека тоа е правиот пат кој што треба да го прави секој еден функционер и за да бидеме удоволни во делот на општеството. Благодарам. Благодарам на вас. Бидете живи и здрави, работите за граѓаните, тие знаат секош, дури и кога нема да ви кажат, знаат дека сте направиле добро или лошо. Тие се многу умни и мудри. Нега со поглед се решаваат работиве, што би рекле старите, погледот е помудра и одговорот, граѓаните кога се задоволни, се приметува и оддалеку. Така. И нормално сите служби кои што функционират и сите оние чинители на општеството, поготово и ова да не заборавам, изборот на новите урбани местни заедници. Да, таму се кадровски промени направени. Таму сега му завршува да дојде на нови председатели, ги свикнавме сите, направивме мојбите и им кажав дека тие треба да бидат продолжена карика на општината према граѓаните. А во октомври здрави живи се гледаме на терен со нив за да направиме наредната програма. Ние не можеме да знаеме за секоја урбана заедница што е недостатокот, не можеме да знаеме се од едно место, меѓутоа со системот моја општина, со системот на урбани заедници и лични средби, доаѓаме до крајната цел да ги насочиме парите по урбани заедници, по местни заедници правилно насочени пари, да е завршена работа и подобро за жителите. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше градоначалникот Митко Јанчев во студиото на КТВ и на РТК. Се надевам дека дознавте некои работи ексклузивно. Ако ви беше добро, следете ни и понатаму со нашата програма. Ние од идниот петок продолжуваме со летните разговори во кои ќе ги вклучиме значајните личности на Кавадарци, оние кои зборуваат или ќе сакаат да зборуваат за својот град. Ќе ги вклучиме и обичните граѓани со цел, како што рече градоначалникот, да обрнеме внимание на сите чинители на ова општество. Само така ќе бидеме интересни за нас и за околината. Благодарам и пријатна вечер.